Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со денешново издание на емисијата Дневна соба, како што најавив на самиот почеток, во вториот дел од емисијава, мој и ваш гостин се разбира, е Маријан Даскаловски, првиот човек на ловното друштво Беласица од Струмица. Господине Даскаловски, добар ден и добро дојдовте во нашава емисија. Добар ден, благодарам за поканата. Сакам да ја истакнам големата соработка меѓу ловечкото друштво Беласица и ТВ каналот ВИС. Се надам дека ќе продолжи и во наредниот период и сакам да ги поздравам сите ловци на ловното друштво Беласица од Струмица и сите ловци во Република Македонија и секако и гледачите на ТВ каналот ВИС. Благодарам. Таа соработка трае, од кога постои ТВ каналот ВИС, тоа значи околу 28 години. И нема причина да не продолжи понатаму, бидејќи секоја добра соработка раѓа убави нешта, раѓа позитивни нешта. Секој наш разговор, господин Даскаловски, е разговор со повод. Така и овој пат. Да. Имате убав повод, утре се одржува нешто убаво во Струмица. За што станува збор? Така, како и секоја година, традиционално на крајот на ловната сезона се организира традиционалната ловечка вечер. Така. Оваа година ќе се одржи во ресторанот Вила Парк, хотел-ресторан Вила Парк. Исто така, по барање на ловците, пак ќе не забавува групата Јупитер. Со Ленчи и Горан Кукич. Со моите добри пријатели Ленчи и Горан Кукич. Имаме многу награди, бидејќи како секоја година. И еве повик до сите заинтересирани, има уште малце карти да се јават во просторите на ловното друштво и утре вечер знам дека ќе има една прекрасна забава. Апсолутно, атмосферата ќе биде како и секоја година, така и годинава убаво. Ленчи, Горан и групата Јупитер се гаранција за добра забава, а ловците се секогаш добро расположени за таква забава, особено кога се одбележува крај на една ловечка сезона. И тоа е интересно што на оваа ловечка вечер не доаѓаат само ловци од Струмица, туку и од соседните општини, и од Радовишки села, од Беровско и така натаму, од секаде. Вие имате и специјални гости, секогаш ваши гости со кои соработувате. Бидејќи одбележувате крај на ловечка сезона, дали вие во ловното друштво Беласица правите некаква анализа? Како поминала ловната сезона? Можеме ли сега да констатираме, беше ли тоа успешна ловна сезона? Секоја година ние правиме анализа и јас како претседател на ловечкото друштво Беласица од Струмица секоја година давам отчет на годишно собрание. Така. Дали програмите на управниот одбор на ловечкото друштво се исполнети и даваме и предлог за наредната сезона што ќе се случи во ловното друштво Беласица. Сакам да истакнам дека ова година, изминатата сезона ловна, имавме богат лов, сите ловци се задоволни и што повеќе ми права така задоволство, што голем број на други ловци, други ловечки друштва ни беа гости, ловевме заедно и многу пати сум истакнувал дека ловот не е само отстрел на дивечот, туку на прво место е другарството. Така. И не само тоа. И не само тоа, за оние кои можеби се далеку од тој спорт, од ловот, од ловството, оние кои мислат дека ако си член на едно ловечко друштво, твоја задача е само да ловиш, тоа не е така, бидејќи во текот на една година ловното друштво Беласица, па претпоставувам и сите други ловни друштва во Македонија, го обновуваат фондот на животни, на дивеч на својата територија со кој стопанисуваат. Го правите тоа секоја година? Секоја година ние имаме и законска обврска, биде сме концесионери на дивечот. Концесията ни дава Министер земјделие и шумарство, имаме права, ама имаме и обврски. Апсолутно. Да населуваме полезен дивеч и ние дури нашето ловечко друштво не само по обврските по законот што не следуваат, ние плюс го населуваме нашиот терен со дивеч што не ни е
обврска да го населуваме. Значи плюс тоа. Плюс тоа. И секако дека не е само острелот задача на ловците, туку да се грешат, да го чуваат девечјо, да го прихрануваат во временски непогоди, зимно време. Сега знаеме дека е крај на ловната сезона, од 1 февруари настапува забрана за лов на секој вид на дивеч, освен за дива пајка до 1 април. И во тој период, од забраната од 1 февруари до 2 август, кога се размножива дивечот, не треба да биде вознемируван, е тотална забрана. Ниту да се заловува, така. Да, не смее да се лови. 2 август почнува ловната сезона само за грлица и на убав ден, на денот на Илинден, нели? Да, и главната сезона, како и секоја година, знаеме, почнува на 11 октомври со пак една забава за сите ловци, пријатели, симпатизери на ловна дружба Беласица во Струмица. Тоа е ловечки ручек. Ловечки ручек, горе на браната Водача, каде го одбележуваме почетокот на ловната сезона. Супер. Одлично, се надевам дека и оваа 2019 година ќе ви биде успешна како и претходните две. Претходните неколку, вие сте начело на ловното друштво Беласица веќе повеќе од 10 години? Така, јас сум веќе 4 мандат, 15 години, 16 ќе ми почне и сакам да оставам на некои веќе помлади, меѓутоа можем да не кажем... Да, и не ми даваат и ентузијазмот малку е во опаѓање. Порано, кога станав млад ловец, далеч 99 година, ентузијазмот беше поголем. Морам да го спомнам и мојот голем пријател и другар, и ваш, секој твој можеби најголем, Ване Арапов, ни беше член на ловечкото друштво Беласица, голем ентузијаст, во негово време морам да признам дека во ловците имаше поголем ентузијазм. Така е. Инаку Ване Арапов беше страсен ловец, нели, член, долгогодишен член на ловното друштво Беласица и член на управниот одбор, а беше тоа првиот снимател, почитувани гледачи на ТВ каналот ВИС, значи пред 28 години, тој беше првиот човек кој застана зад камерите на нашата телевизија и жал ми е што веќе долго време не е меѓу живите, но ловното друштво Беласица на најдобар можен начин секоја година му се одолжува за сето оно што го има направено за ловот и ловството во Струмица и за ловното друштво Беласица, бидејќи секоја година го организира оној меморијален турнир во стрелање на глинени мети или дисциплина трап, така? Така, и сакам да истакнам дека тој турнир од ваков вид во Република Македонија е најсилен турнир. Најсилен? Значи, во турнирот Ване Арапов традиционално го правиме околу 20-21 април, кога почина Ване Арапов, и тука доаѓаат најдобрите стрелци во Република Македонија на глинени плочки. Доаѓаат и од ловци и ловци друженија од Бугарија и од Грција. И сакам плюс да истакнам дека ние имавме и се уште имаме голем почит кон фамилијата Арапови и неговиот син сега е секретар на ловното друштво Беласица Струмица. Одлично, одлично. Спомените за Ване Арапов ќе останат вечни. Јас се надам дека и овој турнир од година во година ќе расте, не се само од Бугарија и од Грција, туку на времето доаѓа и од збратименото ловечко друштво од Велико Банатско село, од Република Србија. Тие ајде малку да зборуваме за пријателството меѓу ловците. Тоа трае години и тука ги бришат сите граници помеѓу државите. Сите граници и сите политики, може да кажем, ние сме другари ловци сите. Така. Кај нас нема политика која е определена некој политичка партија. Не е важно кој ловец е за ВМРО, ДПМН, кој е за СДСМ, кој е деполитизиран. Да, или верската припадност, или државјанството. Јас многу пати стакнувам дека еве сега почна, нели,
представните договори за Европска унија, за НАТО, ама јас сум предвестник и ловно друштво Белајца, види, ние одавна сме Европа, бидејќи сме вртемни со 3 ловички друштва од 3 различни држави. Веќе го спомнате големото пријателство и другарство со ловците од Велико Банатско село Велибит, кое секоја година се дружиме, ние одиме кај нив, тие доаѓаат кај нас, често се гости на ловичката вечер на ловно друштво Белајца и мината година беа. Исто така сме братемни со ловно-риболовно друштво Белајца Петрич и ловно друштво од Грција, од Солун. Ние дружиме секојдневно. Не само не поврза ловот, меѓутоа другарство, пријателство го шириме и вон ловот. Голем пријател ми е другарот ловец Георги Ичконов, од поранешен председател на ловно друштво Белајца од Петрич, кога беше председател, секоја година ни доаѓаше на ловичка вечер. И ние бевме добар пример за ловците од Петрич, бидејќи они не правеа ловичка вечер. Ама почна од нас. Првиот пат кога дојдоа, бевме во ресторанот Југопромет и се зачудија, бидејќи Југопромет собира повеќе од 600 луѓе и он беше дојден со тогашниот гранчалник Велјо Илиев, наш голем пријател и ловец. Често доаѓаше Велјо Илиев, така? Често доаѓаше и ние ловците ја поврзавме општина Струмица со општина Петрич, па сега имаме најголема соработка и нашите општини со новиот гранчалник на Петрич и господинот Брчков. Така. И значи ловното друштво Белајца. Што може спортот, значи. Што може спортот и јас многу пати кажував, нели кога беше далечен сон за нашите граѓани да влеземе во НАТО и во Европска унија, дека ние ловното друштво Белајца пример како треба Македонија да се однесува за да влезе во Европска унија. Така е. Сосема се согласувам со вас. Интересно тоа е со бугарите дека видоа дека ние правиме секоја година прекрасни ловечки вечери и почна и тие и минатата година се случи такво нешто што еве нема бугарите да дојдат. Го прашувам Даскаловски кај се гостите од Бугарија, абе вика во исти ден и тие прават без да се разбереме. Така ли беше? Така, добро. На тој начин се прави една убава историја. Имено, почитувани гледачи, ако редовно наследите, вчера или завчера оваа книга, оваа монографија беше мој или наш предлог за добра книга за добар ден. Тоа е тука една историја долга на 70 години. Тоа е монографијата 70 години ловно друштво Беласица 1946-2016. Бидејќи сега сме 2019, значи цели 73 години. Тоа значи дека ловното друштво Беласица е еден од најстарите спортски клубови во Струмица, па и во Македонија. Значи пред Беласица се само фудбалскиот клуб Беласица и фудбалскиот клуб Тиверија кои имаат повеќе години. Ова веројатно ќе се зголемува, ќе се збогатува со сите тие ваши активности. Јас се надевам на некој следен јубилеј, еве например 75 години, тоа е убав јубилеј, ќе издадете уште некаква монографија со многу зборови, со слики, спомени и така натаму. Така се гради една историја, успешна историја на еден клуб. Што треба да очекуваме во оваа 2019 година како активности на ловното друштво Белајца? Така, прво сакам да кажем нешто. Ловно друштво Белајца имаше јубилеј, го одбележивме со многу манифестации. Го промовиравме ова. Го промовиравме и ова стварно за нас монографија, историска монографија, што многу ни значи. Да, инаку автор е колегата Ристо Тасев. Така, тоа е историјата на ловно друштво Белајца, како што кажавте, меѓу најстари здружени не само во Струмица, во Република Македонија. Јас сум многу горд што сум председател на такво здружение и исто така сакам да истакнам дека ние сме добитници и на 11 декемвриска награда на општина Струмица, кога имавме јубилеј 70. Добро. Нека се множат успесите, ќе има многу активности, претпоставувам. Така, и за активностите, како и секоја година, од кога ќе заврши сезоната, ние веднаш почнуваме со припреми
во наредна сезона. Еве сега да завршиме со една ловечка традиционална вечер. Во април турнирот Ване Арапов, како што рековте, секоја година е по-масовен и по-успешно го организираме. Потоа, јас како председател и управен одбор треба да си дадеме отчет за нашето работење за 2018 и планови и програми за 2019 година. Во тој период организираме хајки на штетен дивеч и исто така населуваме полезен дивеч. Може би оваа година, бидејќи се појави болест кај дивата свиња, обврската за населување со дива свиња, може би Министерството за шумарство оваа година ќе не ослободи, меѓутоа се уште нема таква информација, инаку планираме да ги населиме ловните терни со фазани. Порано населувавме, меѓутоа тешко се наоѓа див заек и јаребица. Се надам дека ова година од гледувачниците во Република Македонија ќе најдеме таков вид на дивеч за да го размножиме. Во секое ловно друштво има ловци примерни, ама има и непримерни. Меѓутоа бројот на непримерни ловци ловокраци има. Има, меѓутоа многу е намален бројот, бидејќи секој ловец и е ловочувар на теренот, се го чува теренот и сакам и да се пофалам, мината година купивме нов джип Лада Нива, производство 2018 и на тоа сме горди и сега ловчуварската служба заедно со секретар на ловно друштво Беласица полесно ќе контролират терените. Супер. Значи мноштво активности, очекуваме да имате успешна 2019 година, како впрочем и секоја година што беше, да се вратиме на ловечката вечер. Велите многу награди, повторно ќе имаме пушки како главни премии? Така, ќе имаме 3 пушки, ќе имаме многу други големи награди. Еве тие што ќе ни бидат гости. Им препорачам да си купат повеќе лозови. Да, за да бидат потенцијални стварно, ние имаме вредни награди, имаме големи награди, имаме помали награди кои групираме. Така, никогаш нема мала награда. Нема мала награда. Значи се групираат по 4, по 5 награди, по 3, зависно од нивната вредност и секој е задоволен. Добро. Само сакам да кажам дека еве за нас можеби малку ќе ни биде жал што оваа година нашиот премиер, кој е член на ловно друштво Беласица, Зоран Заев, нема да биде гост на ловечка вечер, бидејќи ќе биде по покана на Франција. Во Франција ќе биде. Ќе биде во Франција. Така. И можам да кажем дека еден од најголемите поддржувачи на ловно друштво Беласица е нашиот другар ловец Зоран Заев. Така, инаку да, тој секоја година и покрај сите бројни активности кои ги има, наоѓа време да биде гостин на ловечката вечер. Беше пак наш гостин и донираше, спонзорираше ловечка пушка, како и секој пат кога е присутен на ловечката вечер. И јас пак ќе се пофалам дека ловно друштво Беласица Уструмица имало член на ловно друштво Беласица, советник, градоначелник, председател на советот, председател на држава. Супер. Борис Трајковски. И ни фалеше уште премиери пред 2 години, јас тоа го кажав јавно на ловечка вечер, ни фали премиер, меѓутоа реков дека наредната ловечка вечер ќе имаме и премиер, да не биде наш член ловец и да не биде гостин на нашата ловечка вечер. И тоа ни се оствари таа желба. Го спомнавте Борис Трајковски, вториот председател на Република Македонија, кој трагично го загуби својот живот. Вие имате убави спомени од него, имавте и заеднички лов со него. Ајде, збор само за тоа и... Председателот Борис Трајковски беше голем наш другар и почна член на ловно друштво Беласица Уструмица и не покани годината кога погина, не покани да бидеме гости негови на традиционален дипломатски лов
во Орловниот резерват Јасен од Скопје, и тоа беше едно наше прекрасно доживување и многу ми е жал што се случи таква трагедија за нашиот град и за нашата држава. Дури тој доаѓаше во ловното друштво на тие огнови што ги организира. И се договоривме таму на тај ловечки дружење, дипломатски лов, да ни биде гостин на ловечката вечер и договоривме, значи во саботата требаше да дојде заедно со амбасадорот на Америка Лоренс Батлер, така беше, и амбасадорот на Русија, и четврток беше тоа, се сеќавам, отидов во Југопромет да видам каде нели ќе бидат сместени гостите, и стигна трагична вест дека авионот на председател Борис Трајковски не слетал во Мостар на аеродром. Во Мостар. Така беше, јас исто последното сеќавање за него, бидејќи бевме многу добри пријатели, знаевме од студентските денови, иако е он неколку 5-6 години постар од мене. Се сретнавме на Струмичкиот карнавал, јас водител на Струмичкиот карнавал, тој беше специјален гостин. Во еден момент стана од своето место и влезе во Домот на културата, станав и јас, на мојата партнерка водителка и ги оставив текстовите, и отидовме, се видовме во една канцеларија во Домот на културата, пиевме кафе, чај и така натаму, и ние се договоривме, бидејќи јас како водител на ловечката вечер, се разделивме, ќе се видиме во сабота. Тој требаше да дојде со Лоренс Батлер, американскиот претседател. Тоа беше се, значи ќе се видиме во сабота, а беше вторник. Беше вторник вечерта. Се случи таа недела. За жал да се случи тоа што се случи, а се случи на 26 февруари. Во вторник во нашиот град ќе се случи уште едно одбележување на денот на загинувањето на вториот претседател на Република Македонија, господин Борис Трајковски, и чинам дека токму вие ќе го држите тој говор по повод тој ден. Ви благодарам што бевте гостин во студиото на ТВ канал од ВИС. Ви посакувам успешна ловечка вечер утре вечер и да се гледаме за убаво. Се уверав. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава. Се разделуваме со вас со песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Тоа е "Зошто баш ти" во исполнение на Александра Јанева. Се гледаме во понеделник. До тогаш убав викенд и се најубаво.